Наместо асфалтен слој, на коловозот кон Пониква има вистински кратери, длабоки половина, а широки и по повеќе од 1 метар. Над 1/3 од должината на патот е тешко оштетена и го отежнува нормалното одвивање на сообраќајот. Иако се работи за регионален патен правец, промоцијата на зимскиот туристички центар привлекува се поголем број посетители, заради што тој станува важна сообраќајница во источниот дел од државата. Граѓаните досега повеќе пати оправдано реагирале, што небезбедно стигнуваат до Пониква и бараат состојбата да се подобри. Од секцијата на Македонија пат рекоа дека реакциите стигнали и до нив, заради што планираат до крајот на оваа недела да ги закрапат поголемите оштетувања на коловозот. Пополнувањето на дупките со топла асфалтна маса е дел од редовните подготовки за престојната зимска сезона, иако со тоа не се решава главниот проблем. Најголеми оштетување на асфалтот има во близина на поранешниот мотел Шарена чешма и на делницата пред аеродромот, заради што вниманието во крапењето ќе биде насочено на тој дел. Сепак, во план е, велат од Македонија пат, целосна реконструкција токму на тој дел од патот, за што е поднесено и писмено барање до Фондот за магистрални и регионални патишта да се одобрат 1,5 милион денари. Со овие пари би требало да се постави нов асфалтен слој со дебелина од 5 см врз веќе постоечкиот коловоз. Должината на планираната делница изнесува околу 4 км и широчина од 6 метри. За сега се уште нема одговор од фондот дали ќе бидат одобрени средствата што се бараат, иако за нив имало ургенции и од локалните самоуправи на Кочани и Пробиштип, како и од Центарот за развој на Источниот плански регион. Во меѓувреме, возачите ќе мораат да се задоволат со привремено закрапените дупки и да внимаваат во текот на зимските месеци тие повторно да не се отворат и да се прошират.